следно. Благодарам. Други прашања? Какво влијание може да има ескалацијата на руско-украинските односи врз нашата земја и пошироко во нашиот регион? Нашата јавност можеше да ги погледне изјавите кои што вчера беа дадени комуникет од НАТО, кои што го поддржаа сите членки на Алијансата. Во него се изразува сериозна загриженост заради ескалацијата на состојбите во и околу Украина, особено врзано со зголемувањето на бројот на руски трупи на границата со Украина. И ја споделуваме, бидејќи како членка и ние го поддржавме тој став, ја споделуваме загриженоста и сметаме дека ова влијае на безбедноста не само на Украина, туку и на целиот континент. Поддршката од страна на сите НАТО сојузници беше повторена во поглед на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина и беше испратен во исто време и повик кон Русија да ги намали тензиите, да ги повлече трупите, вклучително и оние кои согласно меѓународните обврски се во моментот на украинска територија, но во исто време НАТО ја изрази подготвеноста да се разговара. Меѓутоа, тоа да не бидат флоскули во разговорите, туку навистина да се разговара за подобрување на состојбите и подобрување на комуникацијата помеѓу НАТО и Русија. Било каква нестабилност на европскиот континент никогаш не поминува без безбедносни импликации врз останатите. Да, Украина не е наш сосед, да, не е дел од Западниот Балкан, меѓутоа овој тип на глобална ескалација на односите секогаш се чувствува на Балканот. И има многумина кои што тврдат дека и состојбите и помеѓу оние епизоди со насилство во Косово, состојбите во Босна и Херцеговина, дека имаат врска и со тој обновен конфронтирачки однос помеѓу, би рекла, Западот и Русија. Така што далеко од тоа дека смееме да си дозволиме релаксираност. И повиците денеска, ако не се лажам, Европската унија веќе објави продолжување на санкциите. Оваа загриженост ја споделуваат сите и во одредени ситуации изјавите се навистина алармантни. Така што и Северна Македонија мора да ја следи состојбата внимателно. Имаме шанса за сите овие позиции и нашите представници дискутираат и одлучуваат во Алијансата и дефинитивно ова не е нешто што му треба на овој регион.